Господине Ризаов, избран е нов председател на Северна Македонија. Изборите беа интересни од многу аспекти. Кои се пораките? Она што остави за мене најсилен впечаток е што навистина имавме фер и би рекол блиску до скандинавски избори. Прв пат во Македонија председателските избори се добри. Значи, тие се веродостојни и се одраз на расположението на јавноста гледано од сите аспекти. Тоа е главниот момент и Македонија доби председател кој представува континуитет на оваа сегашна политика во државата, што побрзо да се почнат преговорите со Европска унија, да се стане членка на НАТО, да се демократизира земјата, а тоа значи остварување на сериозни реформи. Северна Македонија доби нов председател, што е поддржан од владеачката коалиција. Што мислите дека ќе се случува понатаму? Па, очекувањата се големи секојаш, знаете, бидејќи Балканот, Западниот Балкан доцни во својата европеизација, во својот развој и економски, ако сакате, во стандардот, и секоја што секоја власт, со промена на секоја власт или со било какви политички најави, граѓаните многу очекуваат дека ќе им се подобри животот, дека ќе се остварат стратегиските интереси на државата. Меѓутоа, тие работи одат бавно и тоа не е така како што луѓето очекуваат и таму доаѓаат големо незадоволство. Овој пат имаме една реална ситуација. Таа е остварлива, бидејќи најтешкиот дел од блокадата, најголемиот дел од блокадата према Европа е острвниот, а тоа е Преспанскиот мировен договор со Грција. Гледате позитивно во враќањето на ВМРО на политичката сцена? Враќањето на ВМРО на политичката сцена би било позитивно доколку внатре во опозицијата се случат промени со компрометираните личности од 11 годишниот режим што беше воспоставен во Македонија. Меѓутоа, бидејќи тоа не се случи, мислам дека враќањето на опозицијата во игра како принцип е добро да има во државата опозиција и тоа треба да се него, меѓутоа како начин на кој сака да се врати опозицијата, барајќи грешки во власта, а не исправајќи ги причините за собствениот пат, тоа е многу погрешно и многу лошо и не верувам дека опозицијата, односно ВМРО, брзо ќе се врати во игра ако не ги расчисти односите внатре во својата политичка партија, односно ако не се демократизира. Дали луѓето живеат подобро? Рековте дека тоа бавно се остварува. Дали ќе се промени наскоро? Видите, ако земјите, малите земји кои немаат природни ресурси, за да ја подобрат економијата, мора прво да станат демократски држави. Тие немаат нафти, злата, лекови за сида и за тешки болести. Тие прво мора да има добро образование и добра демократија. Ако имате во земјата добро образование и добра демократија, тоа развојот е неминовен. Благодарам.